Скопје полека влегува во празнична атмосфера. Во секој момент во центарот на градот се очекува да светни новогодишна телка. Таму Елизабета Дамјановска-Спасеновска во живо имаме во вестите. Бети, знаеме дека скопјани изминатите години се жалеа на слабата организација на градската власт за време на Даниела Арсовска. Па да чуеме сега кои промени ги носи новиот градоначалник Орце Ѓоргиевски и кога се очекува да се вклучат новогодишните светилки низ центарот на градот. Благодарам, Бурче. Се вклучуваме во живо од центарот на градот, односно од плоштад Македонија, каде што веќе и започна новогодишната програма, а во секој момент се очекува да бидат вклучени новогодишните светилки, да блесне и елката, се разбира, а потоа да тече и новогодишната програма се до нејзината кулминација, односно до дочекот на новата година. Меѓутоа, во прво лице за тоа што ќе се случува овде, ќе зборува градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски, кој што е гостин вечерва во вестите на Канал 5. Добро вечер, градоначалник. Благодарам што сте гостин во вестите на Канал 5. Може ли ни кажете, во секој момент очекуваме и да блеснат светилките? Што ќе се случува оваа година? Каква ќе биде програмата? Па добро, денеска најпрво сакам да истакнам дека не се сеќам кога последен пат бил волку полн плоштадот во главниот град. На моје огромно задоволство, затоа што за граѓаните ова го правиме. Има доста посетители, особено најмлади посетители, дечињаки кои што гледаме насмевка на лицата. Оваа година одиме заедно со граѓаните со една ваква манифестација за да го одбележиме стартот на украсувањето на главниот град и ова сметам дека треба да го продолжиме како традиција. Она што ќе се случува во наредните денови го најавивме и денеска во пресконференцијата. Јас разговарав и со останатите мои колеги од скопските општини. Централната забава ќе биде за дочекот на новата година овде на плоштадот, каде што ќе настапат македонски познати изведувачи кои што и денеска имавте прилика да ги видите. Се на се ќе биде период исполнет со забава, со убава содржина од најмладите до највозрастните, ќе има простор и внимание практично за секој наш скопјанец. Кои се клучните датуми? Кога да очекуваме дека треба да дојдат најмладите? Кога ќе биде програмата за нив намената, кога за повозрастните? Програмата постојано ќе биде објавувана од страна на градот Скопје на социјалните медиуми. Секако вие како медиуми ве замолувам уште еднаш за помош да ги известувате граѓаните, како што впрочем и денеска тоа го направивте. Кулминацијата, како што кажав, ќе биде за новата година и прославата за новата година, но цел предходен период ќе имаме забави, особено за најмладите. Постојано ќе има, особено за викендите, работилници, средношколците ќе имаат своји настапи со бендови нивни, во нивна организација, така да постојано ќе има од утре па натаму содржина која што ќе ги забавува пред новогодишно сите наши скопјани. Градоначалник, денеска на пресконференција кажавте дека нема да има новогодишен огномет. Знаеме дека огнометот на некој начин е символ за испраќање на старата година, дочек на новата. Всушност тоа е и пракса и во многу европски светски метрополи. Зошто се одлучивте на ваков чекан? Па знаете како, да, пракса било и во Скопје, многу години наназад, изминативе неколку години не верувам дека беше таква праксата, но јас секогаш се водам од она што го бараат граѓаните, а најголем дел од забелешките на граѓаните, кои што впрочем и ме избраа мене и благодарение на нив имам шанса да го водам главниот град, најголемиот дел од нив посочуваа дека не треба да се прослави новогодишната ноќ со огномет. Јас сметам дека се во право граѓаните и секогаш јас за се правам консултација со нашиот народ и така одлучив да ги послушам и оваа година да немаме огномет за прославата. Ќе имаме други содржини, сепак знаеме како да одбележиме новата година, огнометот ќе изостане оваа година од нашата манифестација. Уште на самиот крај да ни кажете дали и вие новата година тука ќе ја дочекате на плоштадот? Да, јас ќе ја дочекам новата година овде со моето семејство. Ги поканувам сите скопјани исто да го направат, да се обединиме на овој плоштад. Овој град е на сите наши сограѓани. Исто да ќе го направат и моите колеги соработници, градоначалници на останатите 10 скопски општини. Јас го поканив и претседателот на владата и претседателот на владата очекувам да биде на прославата заедно со нас, но и министрите, така да сите скопјани време е да се обединиме на едно место овде на плоштадот Македонија. Благодарам многу, а бидејќи се граѓаните нетрпеливи, јас нема да ви одземам повеќе време, очекуваме да светне елката. Благодарам и вам.
Почитувани гледачи, ова беше краткото вклучување во вестите од плоштадот Македонија, каде што во секој момент очекуваме да светне елката и со тоа и официјално да започне новогодишната програма. Бети, ти благодарам за информациите од центарот на Скопје.